Благодарам председателке, почитувана македонска јавност, почитуван заменик министер за финансии, почитувани медиуми и колеги. Денес зборуваме за бројки, а мислиме на луѓе. Зборуваме за расходи, а при тоа се грижиме за нашата иднина. На листовите, преполни со табели и бројки, се крие пулсот на една држава, пулсот кој покажува колку се грижиме, колку се осмелуваме, колку растеме. Буџетот не се носи за владата, ниту за пратениците, туку буџетот се носи за секое семејство, секој ученик, секој работник, што со надеж очекува подобро утро од вчерашното. Буџетот е сликата на нашите вредности и нашите приоритети. Тој представува договор помеѓу нас и секој граѓанин кој ни го доверил своето гласно или тивко очекување да создаваме стабилна, просперитетна и праведна држава. Почитувани, секој буџет е како торба што ја полниме пред долго патување. Ако ставиме премногу, ќе не сопре на половина пат, ако ставиме премалку, ќе останеме незаштитени. Но, ако внимателно ја спакуваме, тогаш патот пред нас ќе биде можен, без оглед на кривините и ветриштата по пат. Денес ја пакуваме торбата на државата, мудро, внимателно и со очи вперени кон иднината. Секоја буџетска мерка, колку и да изгледа мала, носи светлина во нечиј живот. Денес решаваме колку ќе биде силна таа светлина и дали таа светлина ќе стигне во секое ќоше од нашата најубава Македонија. Како одговорни пратеници од владеачкото мнозинство, во дискусијата за буџетот поаѓаме на тој начин што најпрво ја адресираме реалноста, потсетувајќи каде бевме, каде сме и со какви намери одиме напред. Слушајќи ги колегите од опозицијата, како критикуваат за задолжувањата, се изедов за обврска да почнам токму од задолжувањата и пред јавноста да ја расчистам дилемата колку и зошто се задолжуваме. Почитувана македонска јавност, еврообврзницата која ќе се издаде е во износ од 950 милиони евра, а дури 700 милиони од нив се за да ја рефинансираме еврообврзницата со која уште во 2020 година не задолжија овие што денес критикуваат. Иначе, мислењето на Finance Think, институција чие мислење редовно го користеа колегите од денешната опозиција, јасно вели дека буџетот за 2026 година е пореален од сите претходни буџети. Денес зборуваме за буџет што предвидува раст од 3,8%, инфлација што паѓа кон 2,5% и дефицит намален на 3,5%. Додека на оние што денес критикуваат, инфлацијата им избега над 15-20%, ние ја стабилизираме економијата и ги поставуваме темелите за здрав раст. Инфраструктурните проекти, инвестицијскиот циклус на општините и поддршката на приватниот сектор веќе не се само фотографии со лопати, после кои остануваа само таблите на терен, туку се конкретна реалност што веќе се гледа на терен, каде што има вистинско градење, а не импровизации. Денес имаме раст од 7% кај платите и 9,7% кај пензиите и токму Finance Think вели дека тоа се реални проекции во растечка економија. Да, колеги, додека со вас зборот раст беше невозможна мисија, оваа влада бележи раст од 3,2%, кој во 2027 година се проектира на 4,2%. Разликата е едноставна. Ние имаме раст со мерка, а вие трошевте без мерка. Разликата ја видовме и на избори, затоа што народот избра стабилност, а не хаос. Дури и кај капиталните инвестиции, таму каде што со години ни се продаваше инвестициски бум, што никогаш не се реализира, сега имаме пресврт. Прв пат по ерата на нереални ветувања, буџетот има намалена, но пореална проекција и токму затоа
Financing го поздравува ваквиот пристап. Вие градевте на хартија, а ние градиме на терен. Кога зборуваме за ризици, овие ризици постојат во цел свет, но овој пат разликата е што ние имаме план кој вклучува фискална дисциплина, план за реални приходи, план за постепено стабилизирање. Овде ќе потсетам на еден план за живот, кој што заврши со план за живот за оние што заминаа за Дубај, со најниска реализација на инвестиции, највисока инфлација и следствено на тоа, најсилна казна на изборите. Фактите се јасни. Можеби буџетот за 2026 година не е совршен документ, ниту треба да биде. Тоа е инструмент што покажува дека државата по години нереални ветувања конечно се враќа на рационално планирање. Но најважното е дека овој буџет е чекор напред, не чекор назад. Предлагаме буџет за 2026 година кој е фискално одржлив, инвестиционо ориентиран, реформски за реални промени, не само декларативни. Денес расправаме за буџет што носи стабилност, 6,7 милиарди евра расходи, 6,1 милиарда приходи и дефицит сведен на 3,5% од бруто домашниот производ, буџет што проектира раст од 3,8% и инфлација од 2,5%. Ова е документ што гради, не документ што прикрива. Во моите дискусии со години наназад задолжително се осврнувам на делот на туризмот, кој со овој буџет добива 32 милиони 260 илјади денари повеќе за промоција и поддршка на културата и туризмот. Но, почитувани, туризмот никогаш не стои сам. Патиштата, културата, дигитализацијата, општинскиот развој се неговата инфраструктура. Па така, од огромна важност е да се спомне дека имаме 40,5 милиарди денари капитални инвестиции за 2026 година. А во овие средства спаѓаат патна и комунална инфраструктура, железничка инфраструктура, поддршка на општините, културна заштита и така натаму. Секој пат што се гради, секој локален проект што се финансира, секоја подобрена инфраструктурна точка директно го зголемува туристичкиот потенцијал, бидејќи туризмот е резултат на инвестиции во инфраструктурата. Се извинувам. Во буџетот останува стабилниот систем за капитални трансфери кон општините, а тие средства најчесто завршуваат во уредување на локални патишта, плоштади, паркови, патеки, урбано осветлување, туристички микролокации. Секоја општина со подобра инфраструктура станува туристички поатрактивна, секако и за домашните и за странските посетители. Буџетската поддршка за културата исто така останува стабилна. Инфраструктурата за животната средина значи инвестиции кои создаваат екотуристички потенцијал. Во капитални расходи влегуваат и проекти за прочистителни станици, управување со отпад, паркови, зелени површини, заштита на природата. Екотуризмот е иднината, а државата првпат системски го поврзува развојот на инфраструктурата со заштитата на природните ресурси. Конечно, имаме предвидлива економска политика, токму она што туристичките оператори и инвеститорите го гледаат како највисока вредност, бидејќи нема туризам без стабилна држава. Буџетот за 2026 година е план за модерна држава. Секој денар вложен во инфраструктурата, во општините, во животната средина е денар
вложен во туризмот. Ве уверувам дека 2026 година ќе биде година на подобри патишта кои значат подобрено патување и подобро туристичко доживување, урбан локален развој кој што подразбира нови атракции, чиста животна средина која привлекува нови профили на туристи, стабилни јавни финансии кои влеваат доверба кај инвеститорите. Почитувани, овој предлог за буџетот за 2026 година е најава за нов почеток, за преминување од циклусот на празни ветувања кон држава која инвестира, создава и одржува. За време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ видовме бројки кои тешко не убедуваат дека државата оди напред, а изборите ја фиксира оваа реалност. Сега владеачкото мнозинство ја презема одговорноста со конкретни бројки, рокови, реформи и отчетност. Би сакала да повикам на коректна дискусија, бидејќи навистина расправаме за документ кој значи иднина. Ви благодарам и стоиме отворени за дискусии и предлози.